Со 3 свечени премиери на представата Најважната работа на светот ќе биде отворена новата театарска зграда во Велес. Во театарот Джинот најавуваат дека на 20, 21 и 22 декември велешани ќе можат да ја погледнат првата представа во новиот театар, за која наскоро ќе има и пуштено билети во продажба. Продажбата на билети со одлука на ресорното Министерство за култура и во договор се разбира со нашиот театар, сите карти, вклучително и оние кои ќе го подразбираат протоколот, односно поканетите гости од политичкиот, дипломатскиот кор и од колегите актери од другите театри, ќе бидат платежни, значи нема да има гратис карти за премиерата. Цената на чинење на билетот ќе биде 200 денари за сите овие 3 свечени премиери, што значи дека покрај гостите од протоколот, карти во продажба ќе бидат пуштени за публиката, зашто дополнително ќе ви известиме во текот на следната недела од кога ќе стартува продажбата. Се разбира дека со овие 3 премиери ние нема да имаме можност да го покриеме целокупниот интерес на публиката за представата. Најверојатно ќе има уште неколку репризи на представата до крајот на месецот, за кои исто така дополнително ќе ве известиме. Најважната работа на светот се најавува како небесна комедија, која пред велешката публика ќе одигра целокупниот ансамбл на Велешкиот театар, вклучувајќи ги Маља Јутков, Васил Зафирчев, Жарко Спасовски, Кирил Графчев, Александар Георгиев, Кети Борисовска, Самуил Стојановски, Зорица Панчик, Фаик Мефаиловски, Слободанка Чическа, Славица Манаскова, Владко Толески и Марија Стефановска, како и актерите гости Ирена Ристик, Зоран Јутков и Благоја Чоревски. Мислам дека оваа представа, барем јас така, кога дојдов да играм во новиот театар, би го ја посветили на тој големиот Бегин кој што работел во уште помизерни услови, на Петре Прличко, на татко ми, значи на луѓето, на сегашните колеги кои што отидоа во пензија или така. Значи воопшто на луѓето кои што во никакви услови успеале да го задржат ова во кое што ние сега ќе седиме во условно речено убави фотели, без да имаме спондилози како што има професорот. Јас мислам дека ние ќе треба си земеме годишен одмор за да си кажеме своите радости и импресии од ова што ни се случува моментално. Така да ќе ни бидат потребни повеќе пресконференции. Сега сакам да одберам само неколку реченици овака да кажам што всушност е мене лично ми е значено со овој театар. Јас се чувствувам буквално како на некое мало дете кое ќе му дадете да си игра со некоја играчка и таа играчка ја има веќе 20 години и одеднаш му досадува некако таа играчка излитува. И после 20 години конечно ја добива посакуваната нова играчка. Таа нова играчка е овој театар. Јас бев многу мал кога го видов прв пат проектот, тоа беше 94 година и после 20 години ние како актери ја добиваме таа нова играчка. Задоволство од креативниот процес и соработката со актерскиот ансамбл изрази режисерот Георгиевски. Ансамблот е савршено мотивиран и реагираше на секоја моја сугестија или провокација, како сакате, со исклучително сензибилизирано. Се разбира секој во рамките на својот фах, на своите можности и така натака. Мислам дека ансамблот има голема еднина и дека заслужува нешто подобар статус во нашата, да речем така, во нашиот еснав театарски. Задоволството од работата на премиерната представа на новиот Велешки театар не го крие ниту авторот на текстот Димитров, како и сценографот Светозарев и костимографот Мери Георгиевска. Ние се обидовме да направиме представа во која публиката нема да биде воајер или ставена во пасивна ситуација, туку ќе биде активен соучесник, па јас би додал и коавтор на представата. Хуморот е израз на човечката слобода и менталното здравје и на индивидуата и на цело едно општество. Ако се нема хуморот не става во ситуација на една духовна дистанца, без која не може да се согледа светот околу нас, но исто така не може да се согледа ни светот во нас. Некој убаво кажал, насмевката е најкраткиот пат
до другите луѓе. Соработката беше прекрасна. Се заблагодарувам на мојата асистентка Александра Карнинова, со која бесшумно и неосетно, скоро речи со поглед се разбиравме, и до целиот колектив, особено до актерите, кои уште еднаш докажаа дека колку се поголеми, толку се и поскромни во нивните барања и во нашата меѓусебна соработка. Велешкиот театар е театар во кој исто така имам направено, значи многу сценографии, мислам дека се над 40. Не ме земајте за збор. Со други зборови, јас сум велешенец по сценографија. Така? И навистина, особено ми е драго што сум јас дел од овој сон што се вика денес театар, во моментот кога тоа беше само идеја во кафана. Значи, кога разговаравме колку би било добро да има театар, не се знаеше ни просторот. Јас сум член на комисијата која го избра овој проект. И конечно многу ми е драго што сум член на екипава која ќе го отвори театарот. На сценографијата работеше и целокупниот технички персонал на Велешкиот театар. За музиката во представата пак се погрижи Гаврило Миловановиќ.